прво да се заблагодарам на Александар за комплиментот, а понатаму да ве повикам да проследите уште една интересна содржина кога станува збор за здравствените теми некако занемарена, затоа што станува збор за паразитите, а истражувањата потврдуваат дека над 50% од возрастната популација е инфицирана со паразити и на некој начин живееме со тие непоканети гости и затоа ни е потребно нешто ефикасно, нели, да го решиме овој проблем. Затоа го поканивме Сашко Дрвашански, нашиот нутриционист, за да ни каже на што се мисли Сашко кога ќе кажеме има паразити во телото. Паразитите представуваат живи организми на кои што им е потребен домакин со кој што се хранат, се размножуваат и единствено на тој начин може да обстојат. Проблемот е што тие му наштетуваат на домакинот, на оној организам на кој што се или на неговата површина или внатре во неговото тело. За жал, не сакаме да размислуваме и веројатно непријатна е сликата кога би помислили дека внатре во нашето тело има некакви живи организми. Меѓутоа, факт е дека, како што кажува и статистиката, многу голем број на паразити живеат во нашето тело, а ние за тоа не сме ни свесни. Пред се, кога станува збор за паразитите, ве накратко да објаснам, тие може да бидат како ектопаразити, тоа се всушност надворешни паразити и тука веројатно гледачите можат да ги препознаат, тука влегуваат крлежите, вошките, гнидите, грините и така натаму. Меѓутоа, паразитите може да живеат и внатре во нашето тело. Тоа се групата на хелминти или поедноставно објаснето различни видови на црви. Плоснати, округли, кукести, тени, за кои што може би слушнале, свинска тенија, кучешка тенија и така натаму, кои што за жал може да бидат многу мали, може да бидат невидливи со нашето око, може да бидат видливи, може да бидат 1 милиметар, 1 сантиметар, може да пораснат и повеќе од 1 метар. Најчесто тие ги населуваат органите за варење, односно се наоѓаат во цревата, меѓутоа постојат и голем број на вакви паразити кои што можат преку крвотокот, циркулацијата да навлезат буквално во сите органи, да се најдат под кожата, да се населат практично во црниот дроб, во белите дробови, во сите ткива и органи. Третата група се протозои кои што најчесто се невидливи за нашето око, меѓутоа ова се организми кои што живеат, кои што со години, да не кажам децении, може да живеат, тие се колонизираат, имаат нивни циклуси на размножување, даваат јајца од кои што се развиваат млади и се причина за појава на многу симптоми и нарушување на здравјето за кои што луѓето, како што кажав, најчесто не се свесни, а со текот на времето можат да остават навистина сериозни здравствени последици. Како влегуваат во нашето тело? Влезот на паразитите е во суштина многу едноставен, преку устата, најчесто преку храна која што е контаминирана со паразити или со нивни јајца, ларви. Едноставен пример ќе кажам, многу често паразити има во месото, она што е сурово, термички необработено месо. Доколку го подготвуваме и месото дојде во контакт со некоја друга храна, например овош или зеленчук кој што ги конзумираме пак свежи, можеме да се инфицираме. Доколку во кујната самите садови, работите површини каде што се работи со тоа живо, свежо месо, исто така не се соодветно избришани, дезинфицирани, исто така можеме да се инфицираме или доколку конзумираме месо кое што од риба, од животни кои што не е подготвено, се помодерни се да кажеме за консумација на некакво суши и слично тој тип на храна која што термички не е обработена. Меѓутоа е преку овошето и зеленчукот, ако е контаминирано со таква вода, кое што нема да се измие добро, а многу ретко посветуваме вистинско време на миењето на овошето и на зеленчукот. И секако тука се милениците како еден од најголемите фактори, најчестите причинители, луѓето што живеат со миленици, бидејќи милениците и познато е мачињата, кучињата дека заболуваат, дека имаат паразити и покрај тоа што се третираат, кој повеќе, кој поретко со соодветни препарати, сепак тие во домот, кај голем број на луѓе, тие навистина се насекаде во домот и во нивната постела и тој контакт со милениците овозможува лесно навлегување на паразитите во телото. Така. Многумина и не знаат воопшто, нели, дека имаат паразити. На кој начин всушност откриваат дека имаат?
Од страна на медицината се постојат точно тестови со примерок од фецесот, од изметот, преку крвни анализи, физички прегледи, меѓутоа најчесто со физичкиот преглед не е доволен, меѓутоа постојат микробиолошки соодветни тестирања, некојаш е потребна ендоскопија или колоноскопија, може да се утврди. Проблемот е што најчесто симптомите што ги даваат паразитите, луѓето не можат да ги поврзат или не се директно не може да кажат дека станува збор за паразити, меѓутоа симптомите може да се однесуваат на вистина на сите органи на целото тело. Например, многу често дигестивни проблеми што имаат луѓето, одредена болка, одреден грч, одредена нелагодност во стомакот, може да се должи на постоењето на паразити, а да кажеме они направиле испитувања, немаат некои други конкретни диагнози или здравствени проблеми. Многу често може да се јават проблеми, односно промени на кожата, постојано чешење на кожата, една сувост или некои други промени, појава на некакви израстоци на кожата, некакви необјасневи осипи, да кажеме, што може да се јават, може да се јави еден општ хроничен умор, затоа што тие, да напоменеме особено оние што се во цревата, се хранат со нашата храна, значи ги искористуваат нашите нутриенти и ние заради тоа не можеме да апсорбираме и да искористиме доволно нутриенти и може да се причини и за разни нутритивни недостатоци, велиме еден хроничен замор, недостаток на енергија, замајаност, неможност да се фокусираме, да се концентрираме, тие може да бидат дури причина и за некакви хронични болки во мускулите, во зглобовите, навистина многу широк спектар на симптоми. И еве ова еден апел, доколку луѓето, например, се соочуваат со некои вакви симптоми, а знаат дека не може да откријат што е, може да се должи тоа на паразитите. Така. Сега спомнавме низ за симптоми, но какви се последици може да настанат како резултат на нетретирани паразити? Последиците може да бидат навистина многу опасни, затоа што тие во принцип постојано го иритираат, го провоцираат имунолошкиот систем. Најчесто тој многу ретко може да се ослободи природно од нив, најчесто не е способен да ги исфрли, да ги елиминира, а тие прават едно хронично воспаление. Од една страна, значи ако земеме предвид дека имуниот систем постојано е оптоварен со паразитите, тогаш значи дека нема доволно сила и капацитет да се справи со сите оние бактерии, вируси, грипот што еве сега ни доаѓаат, па тие луѓе и често се болни, често имаат наснинки вирози затоа што имуниот систем им е хронично паднат. Меѓутоа тие може навистина да буквално да го уништат даден орган, затоа што тие тамо практично им треба простор, да не кажам го јадат ткивото, доколку се во црниот дрог, доколку се во белите рогови, комплетно да уништат функцијата на даден орган, да не кажувам во дадени ситуации дека може да стигнат до мозокот, дека може да стигнат до очите, под кожата, навистина да направат многу сериозни компликации и проблеми по здравјето. Така, дали можат самостојно да исчезнат или по природен пат да се исправат? Многу ретко, на тоа не може да сметаме, многу ретко во почетни фази некој доколку имуниот систем е толку јак, може да се самостојно да се елиминираат, меѓутоа тие тамо си имаат своји животни циклуси, си несат јајца, си се размножуваат, така да може да постојат и со децении. Значи не можеме да сметаме на тоа дека сме ги уништиле природно. Так. Потребно е да ги уништиме. А како помага по-конкретно парадетокс? За кого е наменет? Станува збор за сосема нов производ, за прв пат во палетата на натуротерапи. Повторно ќе кажам, како и сите останати 100% природен производ, комбинација на уникатни растителни екстракти, кој што овозможува со користење ефикасно да се уништат паразитите во човечкото тело. Сите оние кои што еве напомена веќе се соочуваат со оние симптоми, како што кажав, дали е тоа хронично чешање на кожата, сите оние кои што знаат дека живеат со миленици и се навистина под најголем ризикот да имаат паразити, со хроничен замор, со болки во зглобовите, во мускулите и така натаму, со редовен внес на парадетокс, благодарение на овие растителни екстракти кои што имаат научно докажано антипаразитско дејство, ефикасно се уништуваат, се возможува нивно исфрвање, се уништуваат и живите паразити и нивните јајца и на тој начин можеме ефикасно, тоа практично е препорака до сите луѓе на пролет и на есен, тогаш е најдобро време, еве сега во текот на есента, да се исчистиме, да го исчистиме нашиот организам од паразити, дури и да не сме свесни дека можеби го имаме, меѓутоа повторно ќе кажам, практично не постои човек на планетата кој што барем во одреден период или одредени видови кои што ги нема, а од кога еднаш ќе ги исчистиме, ќе видиме како можеме да си го повратиме здравјето, односно навистина дека ќе ги изгубиме сите оние несакани симптоми кои што сме ги имали и кои што го потиснувале или нарушувале нашето здравје.
Сашко, благодарам за овие информации кои што ги слушнавме од тебе, а многу повеќе за Парадетокс ќе слушнеме од другото студио каде што се наоѓа Ката. Добро утро, добар ден и од мене од овој дел од студиото. Истражувањето потврдува дека над 50% од возрастната популација е инфицирана со паразити. Замислете само, милиони паразитски микроорганизми, но исто така и црви, тени, но и многу други видови можат и сега додека зборуваме да живеат во вашиот организам, а вие за тоа да не сте ни свесни. Најголемиот број на лица со паразити не ни претпоставуваат дека се соочуваат со ваков проблем и не се ни сомневаат дека токму паразитите може да бидат причина за чести мачнини, болки, подуеност или грчеви во стомакот или пак честа диареја и промени во столицата без конкретна причина. Паразитите исто така може да предизвикаат постојани болки во мускулите и во зглобовите. Може да предизвикаат необјаснето губење на тежината и неможност за поправање, но дури и може да бидат одговорни за постојано прејадување и покачана тежина. Паразитите многу често се причина за појава на осип, папиломи, изразено чешање или други проблеми на кожата. А тие може да влијаат и на сонот, да предизвикаат депресија или намалена меморија и фокус. Паразитите кои си живеат во вашето тело се огромна опасност по вашето здравје, која долгорочно може да ви го уништи и имунитетот, кој поради тоа што е толку слаб, вие постојано сте настинати и болни со растечен нос или засипнато грло. А тие се една од причините за развој на автоимуни болести во телото за кои не постојат лекови. Дали и вие се соочувате со некои од наведените симптоми? Дали вие чувствувате дека нешто се случува со вашето здравје, дека ја губите силата, но веројатно и не сте ни претпоставиле дека вашето тело може да е полно со милиони паразити? Ставете им крај на паразитите и сврлете ги од вашето тело еднаш за секогаш. Благодарение на нашиот најнов производ Парадетокс со уникатен состав 100% растителни екстракти со докажано антипаразитско дејство, вие ефикасно ќе ги уништите паразитите. Ќе ги исчистите вашите црева, вашето тело. Ќе се ослободите од сите необјаснети симптоми и ќе си ја вратите контролата и врз телото, и врз здравјето. Не чекајте, не дозволувајте овие незгодни паразити да ползат и да се хранат со вашето тело одвнатре. Доколку сега нарачате сето 2 пакувања од Парадетокс капсулите, за истата цена ќе добиете уште едно пакување гратис. Но првите 20 јавувачи ќе добиете и уште еден подарок. Едно пакување витамин D за зајакнување на ослабнатиот имунитет. Побрзајте, искористете ги големите Black Friday попусти до 70% на сите производи. Паразитите лесно влегуваат во вашето тело со внесот на контаминирана храна, особено недоволно сварено месо и друга храна од животинско потекло. Живење со миленици како кучиња, мачиња или едноставно лоша хигиена на рацете. И тие во вашите црева, некогаш под кожата или, замислете, може да се вгнездат и во внатрешните витални органи, каде постојано се хранат, постојано се размножуваат, а вие пополека го губите вашето здравје. Добивате разни симптоми без и да бидете свесни за оваа напаст од паразити која живее во вашето тело. А што е уште пострашно, паразитите лесно може да ги пренесете и на другите членови на вашето семејство, а и на вашите деца. Дали вие или некој во семејството се жали на постојано чешање на кожата или некои кожни промени? Дали имате редовно мака со стомакот, подуеност, грчеви или диареја? Дали станавте хронично уморни без можност да се фокусирате? Се чудите зошто ви е толку опаднат имунитетот или можеби едноставно имате болки во мускулите и зглобовите кои никако не ги поврзувате со фактот дека вашето тело е нападнато од милиони паразити кои предизвикуваат инфекции, воспаленија и ја превземаат контролата на вашето тело. Но, благодарение на најновиот Парадетокс, ќе се ослободите од оваа напаст. Ќе го исчистите телото еднаш за секогаш. Уникатниот состав на екстракти од пелин, црно оревче, црн лук, млечен трн и алоe вера е вистинската комбинација со докажано антипаразитско дејство со која и вие ќе ги уништите паразитите, ќе го спречите нивното размножување и повторна појава. Ослободете се од сите незгодни симптоми и повратите си го здравјето пред да биде предосна со помош на Парадетокс. Само денес со нарачката на сетот 2 пакувања од Парадетокс капсулите.
За истата цена ќе добиете уште едно пакување гратис. Значи 3 за цена од 2. И побрзете, затоа што првите 20 јавувачи ќе добијат и уште еден подарок. Едно пакување витамин D за зајакнување на ослабнатиот имунитет. И да ве подсетам, не пропуштајте ги големите Black Friday попусти до 70% на сите производи.